Имам предлог за дополнување на дневниот ред на постојаната анкетна комисија. Впрочем, иницијативата за одржување на надзорна расправа, поднесена од моја страна како член на комисијата, ви е доставена, односно таа истата е поднесена на 2 јуни пред 2 дена. Согласно деловникот, при ваква ситуација должен сум да свикам посебна седница, но сето тоа може да се убрза со тоа што би ја ставиле на оваа седница, доколку има расположение, па од тие причини го предлагам ова. Увертирата на ова е тоа што сметам дека како собрание останавме должни. Не само што не одржавме никаква седница, ниту комеморативна, не одржавме ниту специјална анкетна комисија, не одржавме ниту надзорна расправа затоа што пратениците на Левица поднесоа иницијатива за надзорна расправа со 15 пратеници, меѓутоа ние сме 6, не успеавме да собереме уште 9 јунаци. И од тука останува уште ова средство, а тоа е иницијатива по член на матично тело, кое што преку матичното тело, односно преку во случајов постојаната анкетна комисија, би дошле на конечно расправа, затоа што сметам дека итекако сме останати должни на граѓаните од Кочани. Чувствувам и морална одговорност ова да го предложам, затоа што во мојата професионална кариера 5-6 години бев асистент, а потоа и доцент токму во Кочанскиот правен факултет и дел од тие студенти лично ги познавав како студенти на Универзитетот Гоце Делчев и од тука сметам дека нема што ние да се криеме и да се извади буквално секој оној кој грешил пред лицето на правдата. Верувам дека покрај правната процедура ние сме должни да дадеме политичка квалификација на настаните, односно да видиме кој во изминативе години, не само од сегашната власт, туку и од минатата власт, го грешел, а го грешеле многу, има низ за системски пропусти, кои доведоа до 62 човечки жртви, значи тргнувајќи од Министерството за внатрешни работи, 5 луѓе се изземени од истрагата. Нема да ги споменам по име, ќе ги споменам само по функции. Тоа се началничката на ОВР Кочани, началникот на одделот за криминалистички работи во Кочани, началникот на СВР Штип и главната инспекторка за економски криминал во ОВР Кочани и сменоводителот во ПС Кочани. Постојат основани сомневања дека овие лица се директно инволвирани во заштитата на дрогата и рекетот кој што циркулирало и во оваа дискотека. Сето тоа треба да биде разјаснето пред јавноста и мислам дека не можеме како ноеви со главата во песок да ја се втурнуваме, затоа што ова е трагедија од европски па и светски размери и мислам дека несериозно е од нас како институција ова да помине без макар и надзорна расправа во постојаната анкетна комисија. Покрај Министерството за внатрешни одговорност има во Државниот пазарен инспекторат, кој што сега го раководи господинот Владко Стојковски, кадар на ВМРО ДПМН, и кој што, за разлика од другите директори, индикативно е зошто не е вклучен во целата истрага. Понатаму, одговорност има кај Министерството за економија и труд, во самата иницијатива се цитирани членовите, по кој што тоа одговара од Законот за угостителска дејност, одговорност има во локалната самоуправа, во управата за јавни приходи, во Агенцијата за обезбедување Рубикон и, ако сакате, пострагично има и во болницата во Кочани, која што читаме од вчера, од засегнати директно од трагедијата, дека немаат дури ниту креми државата не обезбедила за мачкање на изгорениците, а камоли пак нешто повеќе. Од тука апелирам оваа точка да ја ставиме како прва точка на дневен ред. Впрочем, тоа е мојот предлог за дополнување на дневниот ред. Ви благодарам. Предлогот за изменување и дополнување го ставам на гласање. Ве молам да гласаме. Кој е за? Тројца. Кој е против?